Како да го решиме? Оти се решава со знаење, не се решава со декрет, не се решава со универзални, да свелам, експертутки од општа пракса. Ајде да направиме психолошки тестови на сите кои седат во парламентот, на сите избрани носители на јавни функции, вклучувајќи тука од председателот, премиерот. Ајде да ги видиме нивните морални и етички капацитети, нивните интегративни способности. Ќе се разочарам. Ние бираме менаџери, односно ние бираме градоначалници на општините, бираме влада, бираме министри, за да излезат од просекот, да размислуваат подобро од тоа што мнозинството може да го испорача како барање желба, како антибиотик. Ако имате доза од 5 мл, може и ќе ви помогне ако испиете во точна доза и во точно време. Но ако испиете цело шише, веројатно дека ќе се отруете. Така и со овој тип на, да речеме, непристојна кампања или црна кампања. И кога имате систем на без вредности, значи систем во кој што правилата важат само за послабите, а за оние што се поврзани не важат правилата, тоаш имаме систем на нееднаквост. Даниела не може да ја наречеме најлошиот градоначалник, меѓутоа прагот за споредба не е многу висок, посебно вие 30 на години, така. Вербалната конфронтација се претвара во деструкција кон и со животот. Кога палат шуми, мафијашки бизнис, кога разгорувате или создавате депонии, биле хибридни напади. Кога градите без дозвола е урбана мафија. Кога малото, населбата, градот, реките ги претворате во депонии. Што е сега ова? Ми се чини дека сме зрели за една колективна психијатриска диагноза и терапија. Може би ова е доволен повод за гостување на професорот и доктор... Не, професор. Селски доктор сум. Јас така милувам. Не сум професор, немам некои научни титули, освен постдипломски студии завршено во Белград. Доктор Мице Дудучки, добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов и поздрав за вашите гледачи. Секоја популација во светот има свој психопрофил. Како би го окарактеризирале македонскиот психопрофил? Да се пофалам малку, додека работев на ВМА, важев за доктор Хаус по прашање на диагнозата, бидејќи се занимавам помалку или повеќе со социјална психијатрија, така да најдов за сходно уште пред 10 години на ова прашање да одговарам со една кратка диагноза, односно ова е акроним од диагнозата на македонското општество, а тоа е МАМА синдром со 2 М. Во превод малигни, архетипски, македонски, мазохистички аутодеструктивизам. Веројатно оваа диагноза звучи малку рогобатно, опширно, меѓутоа содржани се сите елементи за нашата општествена стварност. Зошто малигно? Затоа што сето ова што се чини од осамостувањето до денеска, сето тоа е крајно дегутантно и во социјална, и во психолошка, во емоционална, во деонтолошка, во било која смисла, носи со себе еден општ пад на сите општествени вредности. Архетипски, изгледа тоа на некој начин во колективниот геном ни е вградено, дека кубурата ќе ни се најде за некои лоши времења и дека наведнатата глава сабја не ја сече, односно, тој наш следниот елемент, мазохизам, изгледа како да ни е вграден во колективното свесно и несвесно, исто така како да боледуваме од стокхолмски синдром, нашите злосторници, домашните, мислам пред се, како на неки начин да ги возлюбуваме, што велат овие теолозите, и на некој начин да ги идеализираме, да ги обожаваме, што е абсурд, меѓутоа е стварност. Дозволете ми еден цитат од ветеранот на македонската невропсихијатрија, професор Методи Чепреганов. Мој учител и мој драг пријател, нека му е лесна земјата, првите чекори во неврологијата ги учев од него и камо среќа
ините генерации да имат такви учители. Еве, се сеќам со многу емоции на мојот драг пријател и на мојот драг учител. Во една негова прилика ќе каже: постигнавме супер его. Се што било потиснато во нас излезе на површина. Деструктивно е. Сите знаат, сите се можат. Плюс ни недостига знаење, напиша починатиот доктор Чепреганов. Зошто немаме вградени социјални, морални и етички норми? Кога зборуваме за недостаток на овие принципи, што велат црногорците чојство, јунаштво, недостасува емпатија, недостасува разбирање, недостасува човеколюбие, недостасува знаење, умење, способност, кредибилност. Сите тие вредности кои ги стекнувавме во време на оној социјализам, лош социјализам по знак на навод, сега тие вистински вредности за жал се маргинализирани или оние луѓе што ги поседуваат на некој начин не се во мејнстримот на општество. И кога зборуваме зошто е тоа така, ќе појдам од првите чекори од градбата на нашето его и на суперегото, оти ни недостасува етичко и естетичко образование. Ако ги воспитуваме децата во етичка смисла, од мали носе, тие како млади луѓе ќе бидат етички воспитани, образовани, како родители исто така, утре како баби и дедовци, и тие своји вредности не само низ генетиката, туку низ процесот на воспитувањето, низ процес на идентификација, бидејќи се идентификациони објекти за помладите генерации, ќе служат како позитивен пример. За жал, тоа не се случува. Исто така не се случува она што велам во естетска смисла да ги воспитуваме и децата и младите луѓе. Човек кој има естетски критериуми вградени во себе, нема да уништува и загадува околината во која живее. Не може Скопје, па и другите градови во Македонија да се претворат во една депонија и во ментална и во физичка смисла. Естетиката не значи само нешто убаво, него чинење нешто што ќе биде индивидуално и општествено корисно, добро, убаво, пријатно и за окото и за душата. Господине Додучки, зошто станавме се поагресивни, депресивни, акциозни, па и помалце и апатични? Затоа што сме жртви на влијание на медиумите, дали се тоа печатени се помалку, дали се тоа електронски, дали тоа влијание на социјалните мрежи, дали се тоа негативни узори, што вела србите, негативни примери за идентификација. Мојата сопруга е професор во пензија и на еден состав што би сакале децата да бидат, малите коменовчини одговорили дека би сакале да работат во Ирак и Афганистан, еден дел сакале да бидат фудбалери, а еден дел од девојчињата би сакале да бидат Јелена Карлеуша. Не е проблем што Јелена Карлеуша, зборувам како архетип, зборувам како патерн, што не знае кој е Толстоевски. Проблем е што ние знаеме кој е Јелена Карлеуша. Проблем е што ни се сервира кич, шунт од најдолем вид. Вистинските вредности, знаењето, науката, културата, уметноста, вистинската музика, сето тоа е на маргините, потиснато од сите оние негативни влијанија и од нашата општествена стварност и негативни влијанија од така наречената западна култура. Кој го форсира тој, како што велите, кич и зошто дозволуваме тоа да се протне кај нас? Па затоа што некој има интерес пред се материјални. Сето тој кич и шунт и во ментална, и во културолошка, и во социјална смисла е само последица на нелегитимна потреба на одредени структури од општеството да остваруваат енормни профити. Замислете на српските тие реалити шоу Елита. Од најдолен вид уличарки, дебилести луѓе, извитоперени луѓе, тие преку медиумите на Пинк пак го земам како архетип, преку таквите и слични медиуми стануваат мегазвезди, стануваат популарни. Додека нема да знаеме
Јавноста нема да знае дека едно детенце по име Македоне врно интелектуалче за своите години. Нема да знаеме кој е Марко Чаласан, едно дете гениалче, исто така најмлад инженер по софтвер. Нема да знаеме кои се вистинските спортисти, вистинските вредности во театарот, во културата, во филмската индустрија, во книжевноста, затоа што глобализмот тоа го наметнува. А ние пак со зинати усти тоа го прифаќаме, затоа што, велам, од исклучиво лукративни интереси. Како тоа ќе го решиме? Во ред. Не сум моралист, пуританец, ќе постојат и такви работи. Ама сето тоа ќе го ставиме на маргините на општеството и сето тоа ќе го оданочиме со голема стапка на данок, а тие оданочени средства ќе одат за вистинската култура, за вистинската уметност, за наука, за здравствено школство, за здравство, за економија, за екологија, за инфраструктура. Пред една деценија напишавте колумна на градовите им се потребни волонтерски организации од експерти, бизнесмени, родители, културни дейци кои ќе даваат поуки и ќе бидат коректив на сите глупави урбавини решенија. Така, со години трубам, поготово на локалните власти и на претходниот градоначалник и на актуелниот сега и на идниот, дека ние во советите имаме делегатски систем. Па нели то не чинеш? Наместо советите да бидат од савет мудраца, што велат србите, од стари, умни глави со искуство, со стручен, научен, искустен бекграунд, ние ставаме деца само што лепеле плакати и трчале за партијата. Што тие кутри? Немам ништо против младите луѓе, ама треба знаење. Треба вистински експерти, вие новинарите велите, јас велам луѓе со знаење, со умење. Од инфраструктура, од геополитика, од урбанизам, од хортикултурно уредување, од наука, од спорт, од уметност, од култура, од правосуден систем, од меѓународно право, од спорт, од сите сфери на општествено живење, во секоја општина сум сигурен дека има волонтери, луѓе кои своето знаење, умење, искуство ќе го бесплатно ќе го дадат. Може да потрошиме една шолја чај или кафе, да се напиеме кај градоначалникот, за некој проблем што ќе се јави во средината, општествената средина, дали е тоа селска, дали е градска средина, како да го решиме? Оти се решава со знаење, не се решава со декрет, не се решава со универзални, јас велам, експертутки од општа пракса. За се ги бива. А за оно што треба да го работат се, кој моето презиме Дудуци. И тоа го велам, и прво, нема да имаме лези лебовичи, кои ќе ода само да испијат капе во општината и ќе дигаат рака. Нема да имаме паразити по разноразни надзорни управни одбори, тоа не е потребно. Ќе има од самата фирма, од самата компанија, ќе има стручњаци кои ги контролираат работата, ќе ја контролираат на раководечкиот кадар, на да кажеме менаџерскиот тим. Загрижувачки е што станавме шампиони во Европа, не само по мизеријата во материјално, економска смисла, туку и во емоционална смисла. Зошто се доведовме до поделено општество? Таа подела настана со цел да се створат партиски војски. Да се створат еден квантум на клиентела, партиска клиентела, која ќе гласа без поговор. Турците велат, евет ефендија, ќе климна со глава. Што год да му каже, ќе дигне рака. Таквата поделба на клиентелизам создава бипартизам во општеството или бинационалност во општеството. Следите древен гостин во емисијата доктор Мице Дудучки. Доктор Дудучки, бевте еден од иницијаторите за помош на родителите и децата од Кочанската трагедија. Како се санираат психолошките трауми во овој град? Со синот и неговите колеги донесовме одлука не тие травматизирани
деца, нивните родители, нивните семејства, па и другите граѓани не да доаѓаат на клиника или да доаѓаат во нашите ординации, туку ние да бидеме во тие први редови, бидејќи како воен лекар порано како неуропсихијатар бев на боиштето како лекар доброволец и таму ги решавме оние психостравматизирани на првата борбена линија. И таа доктрина ја применувме и сега, отидовме со цел на тие деца да им пружиме имедијатна, брза, стручна помош, психолошко, психијатриска, и тие работеа, поготово психолозите, младите психолози работеа доста и во Кочани, меѓутоа работеа и на клиниките. Ние тоа го нарекуваме лиезон психијатри, француски Џаксон, па тој термин се користи. Покрај креветот на пациентот на болни од страдане од опекотини, од трауми, од гушење и хемиски пневмонити со она трагедија што се догоди, што се случи во Пулс, да им помогнеме. И сега, која е хипокризијата? Ние тие луѓе донесовме одлука бесплатно социјалните случаи, бранителите, инвалидите, децата и нивните семејства настрадани, деца со посебни потреби да ги лекуваме бесплатно, да ги прегледуваме и да ги третираме бесплатно. Замислете која е гадост од фондот. Ние можеме тие деца да ги прегледаме бесплатно, ама тие не можат да ги земат лековите кои одат на позитивна листа и за кои нивните родители плаќаат доприноси, затоа што лекарот бил приватен лекар, што договорот со фондот истекол. Нека им служи на чест, јас тие глупости и лудости ги критикувам, ама исто така лекарската комора, која ни да мрдне со мал прст, да направиме и заедно со почитуваните колеги од психијатриската клиника и од Заводот за ментално здравје, да направиме една доктрина, државна доктрина за збринување не само на психотравматизираните, него на бројните ментални проблеми од кои произлегуваат и за болести на зависност, убиства, самоубиства, асоцијално или социопатолошко однесување, за да може да ги превенираме таа социјална патологија. Можеме ли колку да си го сочуваме менталното здравје во една ваква помалку нездрава средина? Јас повторно би го цитирал мојот драг учител професор Чепреганов, со кој зборуваме во француски јазик. Тој велеше ретир а ла натир, враќање кон природата. Еден мој колега, професор Новотни, еден мој побратим со кој сега се слушам, тој е оперски пејач кој имаше разни стресови, доаѓаат кај нас таму во селото, каде што градиме санаториум од камен. И велеше Дудучки, јас не сум се чувствувал подобро во последните 16 години, тие се соседи таму некаде испод Црниче. Рекол, дали видовте дека на вашите деца им не достига природа? И на вас ви не достига природа. И место да останеме од ручек таму некаде до вечер, ние заглавиме тока 12 сати со убава песна, со убаво музицирање и се чувствуваме добро. Враќање кон изворните вредности, семејни, социјални, културолошки, тоа е спас на човештвото. Оти не само ние на Балканот, не само во оваа земја. Целиот свет тоне во некоја глупава декаденција, во некој извитоперен, первертиран систем на вредности кој ќе треба многу години, ама и многу вложен труд да дојдеме на едно нормално равниште каде што ќе се знае кој е татко, кој е мајка, кој е пол со XY хромозоми, кој е пол со XX хромозоми. Сето тоа што е извитоперено доведува до крајна деструкција на целото општество. Може би ова ќе звучи како утопија што го зборувам, меѓутоа јас не гледам како лекар пресе, не гледам некое друго решение во социјална и во психолошка смисла за човештвото воопшто, па и за нас како земја, која сме, за жал, најнесречна, најмизерна и по економскиот статус, и по функционирањето на институциите на системот, почнувајќи од кривосудниот систем, од нарушениот образовен систем, од нарушениот здравствен систем, од социјална заштита, etc. Многу малку знаат дека бевте лекар во борбените линии при распадот на Југославија.
цел свет е во грч. Па и ние живееме постојано по некој модел на купи ден продај. Зошто стануваме се подеструктивни? Затоа исчезна објектите, фигурите на идентификација. Ние не се идентифицираме со вистински луѓе кои биле прави водачи на општеството, кои биле творци на здрави, нормални општества. И вие новинарите често зборувате лидерска средба. Кои лидери? Да се крстам со лева рака, бидејќи сум атеист. Лидери биле Ѓузепе Манцини, Ѓузепе Гарибалди, Хо Ши Мин, лидери биле Махатма Ганди, Маршал Тито. Тоа биле лидери. Тоа биле луѓе кои имале визија. Овие сега не се лидери, тоа се партиски послушници, нечии марионети, па и во светот. Ајде да направиме психолошки тестови на сите кои седат во парламентот, на сите избрани носители на јавни функции, вклучувајќи тука од председателот, премиерот, следови на кабинетите и остало. Ајде да направиме. Ајде да ги видиме нивните морални и етички капацитети, нивните интегративни способности. Ќе се разочараме. И тука ќе видиме дека тука е и тој наш IQ 89. На ниво на дебилност. За жал, тоа се дебилите с доцилис, така ги нарекуваме ние во психологијата и во психијатријата. Зошто да не одбереме? Зарем ова земја нема поквалитетни луѓе, слободомислечки, креативни, способни, со вистински вредности. Ама тие се на маргините на општеството. Се додека оној талог не го тргнеме од фокусот на општественото внимание, а вистинските вредности да ги вратиме во фокусот на општеството, за да ги искористиме нивните потенцијали за подобро живење на граѓаните. За мене, знаете што е патриотизам? Нормален, квалитетен живот на граѓаните. На сите, без обзира на вера, националност, определување. Тоа е за мене патриотизам. Не е да се бусаме во груди и да билдаме, да правиме од стиропор и да правиме споменици на секој чекор. Тоа е идиотизам. Ви благодарам за гостувањето и за разговорот. Ви благодарам и вам. Може би бев малку поагресивен во своето излагање, може би зборов доста со многу емоции, за жал негативни, меѓутоа пред стварноста и пред фактите не смееме да ги затвораме очите. Доктор Мицеп Дудучки, невропсихијатар.